Добар ден и од мене. Би сакал да изразам задоволство за сите овие проекти кои што се во фаза на реализација и проекти кои што ќе се реализираат во периодот кој што следи. Би сакал кратко само да дополнам тоа што го спомена градоначалникот во делот на цевководот кој што треба да го поврзе на хидросистемот Лисиче со езерото Младост. Се направија напори со пренамена од Министерството за животна средина и мислам дека тие неколку километри цевковод кои што недостасуваат со ребалансот средствата ќе бидат обезбедени, ќе може да се поврзат тие два системи, така што и уште едно прашање ќе биде санирано решено. Но како што каже градоначалникот, нешто што е со децении уништувано преку ноќ не можеме да го решиме, но како и да е, приоритет по приоритет ги завршуваме проектите и во таа насока ќе продолжиме и понатаму. Важно е да не создаваме некои нови проблеми кои што во суштина би представувале проблем за граѓаните на Велес. Би сакал да му честитам на градоначалникот за работата која што ја врши, прилично мотивирана, прилично фокусирана, навистина инспиративна е неговата работа. Би сакал да им се заблагодарам на советниците, на администрацијата во Советот, на пратениците од Велес кои што се борат за проект повеќе да добие Велес од страна на централната влада и така и ќе продолжиме и понатаму. Во стратешките наши приоритети и во нашата оптика е Велес. Би сакал да му се заблагодарам и на потпредседателот на влада и министер за транспорт, како и на останатите колеги кои што со својата работа реализираат проекти и ги реализираат оние приоритети кои што сме се обврзале пред граѓаните дека ќе ги реализираме. Така што, еве, уште еднашка благодарност и до велешани, најголема за трпението, бидејќи сите овие проекти имаат потреба од време додека да се реализираат, но еве еден по еден подека ги реализираме и многу сум задоволен што конечно така наречената подземна катна гаража во центарот на градот со новиот плоштад конечно ќе почнеме ова лето и се надам дека во текот на следната година ќе можеме веќе да имаме функционална целина, нешто што беше наш приоритет уште од времето кога бевме во опозиција. Еве, јас тука би застанал, ви благодарам, ако имате прашање, ви стојам да